Јазикот е жива материја. Промовирани 3 нови учебници на македонски јазик за странците. Запознавањето со стручната литература е во рамките на летната школа на македонски, што возможува следење на новите светски трендови за изучување. Саша Неловски. Над 300 студенти на повеќе нивоа го изучуваат македонскиот јазик во 20 универзитетски центри во светот, заради што може да се каже дека тие се нашите најголеми културни амбасадори. Поради тоа, од големо значење е издавањето на учебници по македонски јазик за странци, како оние што беа промовирани на почетокот на летната школа за македонски јазик, литература и култура, а се надоврзуваат на издадените од 2015-та. Учебниците Тешкото за почетно, Лозје за средно рамниште и Везилка за напредно се всушност новодизајнирани учебници прилагодени на новите генерации. Ова се нови учебници не само по содржина, туку и по визуелното. Тоа се учебници кои што на некој начин го следат трендот на новите учебници. Тоа се учебници истовремено кои што потоа натаму се поставуваат и како PDF, верзија, за да може електронски да се читаат, но и да се поставени како аудио верзија, за да можат и да се слушаат. Без учебник нема образование, велат професорите од Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, посочувајќи дека тоа го знаел и големиот Јордан Хаджи Константинов Джинот, кој издавајќи ја неговата таблица Перваја, првиот буквар, покажува колку тој имал сенс како учител дека на децата им треба учебник. Овој учебник ги задоволува потребите на средното рамниште на изучување на македонскиот јазик во согласност со стандардите на заедничката европска рамка за јазиците. Расте интересот за изучување на македонскиот јазик по светот. Наскоро треба да започне со работа лекторатот во Анкара, каде што е отворена катедра за македонски јазик, а се прават напори што поскоро да се отвори лекторат по македонски јазик во Пекинг, еден од најголемите универзитети во Азија за изучување на странски јазици.